Пред да започнам ова видео, сакам да му посакам добре дојде на еден гостин, кој што многу одамна не бил во моје видео, а порано во скоро секој видео ми се појавуваше. Беше на одмор и конечно се врати на работа, затоа што работата му е да ми биде во мои видеа. Другари и другарки и педери, посакајте му добре дојде повторно на Раде. Немате поима кој е Раде, така. Да, пошто не го знаете кој Раде затоа што сега го доби името. Фала Кике, Кике му е кума, фала Кике. Раде. Ако не го знаете као Раде, сигурно го знаете као Копачот. Се вика Раде пошто ради на пат. Неговата наредна дестинација му е на овој ѕид. Не знам, тука? Може тука? Не. Жал ми е. Знаеш дека нема да можам да го протнам обратно, ќе мора вака. Морам вака, не ми се смејте, пошто ова е еднаш за секогаш. Вајде ке стои. Фала Чекан што ми помогна. И Чеканов се вика Исмет. Фала Исмет за помошта. Се осеќам као Майли Сайрус. И конечно дојавме од делот кај што јас кажувам здраво другари. Мафтам со рацете него. Леле Раде, не ми се верува дека си тука назад колку те сакам. Благодарам за поддршката на претходното видео. Кај што ја реагирам на мимови направени за мене. Тоа ме мотивираше да снимам втор дел. Имав и некои нови мимови кои што ми ги пратија од тогаш, така да преоѓам на главното. Стигнав до триаголник sleep, коцка еа, не знам што е. X, do something productive. Крупче, sit all day and rewatch Иван Einstein's videos. Знаеш што, логично е, вие кои што ме гледате мене, кои што ме следите да го правите ова, али муабетот е што и јас го правам ова истово, и јас секогаш одбирам крупче и си ги гледам видеата over and over again, пошто имам неки видеа. Умало. Ми се добри видеа. О, ти си најсладкото нешто. Иван е глуп. О не, ретардирано е. Види, сите сме ретардирани на некој начин, али ако навистина мислиш дека Иван е глуп, стварно треба да посетуваш некоја установа, онака као редовно, со термини закажани и да плаќаш. Дале, ова ми е една од најомилените слики, многу убав едит направено. Дале, ова е уште кога искочи в диши као тие денови 24-ти, така нешто, да. Еј ти што уште ја немаш слушнато најновата песна од Иван Einstein, нормално ако има некој таков слушнија, пошто она гори е на прво место на трендинг. Човече, извадени се слики од вдиши као кој го правил ова? Кој се замарал да паузира на моменти да прави слики. Леле, ова е многу сладко. Вака кога ги гледам сите слики, сваќам колку ми уствари зелен спотот и бел. Мојата стара соба, зелено, бел. Она кога ќе видиш дека не си претплатен на каналот Иван Einstein, го гледаш 2 години. Стварно како не ти е срам? Како не ти е срам, кажи ми? Нема врски, мене многу често ми се дешава да гледам некој канал цело време и ради тоа што многу го гледам цело време ми искачи у recommended, и после сваќам дека не сум subscribenат, што е многу глупо. Subscribenете се, не бидете пички. Еве сега одма проверете дали сте ми subscribenати, затоа што као бе да ви излажам да ми се subscribenете. Не знам као, не знам дали ќе добиете ново видео од Иван Einstein. Стварно не знам да лажам. Вистината е под овој лист. Иван е најачи јутубер у универзум. Па не, у мало е најачи јутубер, али малото на Иван е целиот универзум, затоа што јас живеам насекаде, пошто живеам на интернет, а интернетот е цел универзум. О мај гад, интернетот е универзумот. Ова е едит на една од моите омилени слики. Еве ти, најбољи јутубер у мало. Еве кој знае дека е мало. Кога некој ќе ја исклучи вдиши. Стварно, дали сте нормални да ја исклучите вдиши? Не за друго. Ќе слушате рефрен и многу голем дел од вас после рефренот ја гасите, али некој еве ја слушате цела песна и многу после последниот рефрен ќе ја изгасите, а после последниот рефрен има толку добро соло. Па дали си ти нормален да го гасиш солото на вдиши? Ти да што ќе кажеш на ова? Wirklich schade. И ја така мислам. Она кога ти се спие, ама Иван ставил ново видео. Верувајте, гледајте ми ги видеата пред спиење, многу поубави соништа ќе сонувате. Еве, Лиле знае. Лиле кој знае какви соништа сонува. Лиле те молам. Не ми раскажувај соништа. Не сакам да знам, ама знам дека сонуваш прекрасни соништа само затоа што го гледаш Иван Einstein пред спиење. Јас, ново видео на Иван. Пазете вака кога гледате рандом копчиња, можеби да не е ново видео на Иван, можеби е ново видео од Сезам продукција, затоа што знам дека и на нив сите им имате стиснато звонче, не ме лажете. Ама немојте да го правите ова на Сезам продукција, правите го на ново видео на Иван. Она кога мајка ти вика како луда за нешто што си направил, а твоите другари се тука и го слушаат целиот ваш разговор. Добро мамо, ворете, смири се. О мај гад, колку пати сум бил во ваква ситуација.
Мислам дека само мене ми се дешавало ова. Тебе ти е непријатно затоа што другарите ти се тука, а на нив им е непријатно затоа што не можат ни да се смеат, не можат ни да се плашат, не можат ни да плачат, не можат муабет, не можат да направат. Само им е непријатно и слушаат мајка ти да си го докаже своето, да каже ти какво го ведоси, неодговорно, дека не учиш, дека по цел ден седиш на компјутер, дека многу пушиш цигари, дека не се исчистил целосно повраќаницата од тепихот на кој што си повратил пред 2 недели и дури сега ја приметила, не повраќајте на тепих, повраќајте у шолја. Го мразам Иван Ајнштајн, јас. Да, и мене често ми искачаат као ова не е ништо безобразно, само тоа да знаете. Ова се вика среден прст или ние понашки си го викаме, нели, кур, а ова е уствари Хакуна Матата или у превод, нели као што го преведуваат у Lion King, it means no worries. Ја на нашки го преведувам кур ме боли или пуши кур или било шо. И најдобрата реплика на било шо не сакаш да го чуеш е она кога си се договорил со другар да идете во Америка и те излажам. Јас планирав таму, најдов смештај за двајцата. Најдов работа. Купив жени од пустец. Ке живеевме среќно, ке... Она кога го очекуваш тоа што си му го порачал на Дедо Мраз и добиваш мала количка за дечиња. Ја стварно фацата ми е како него побарав ова Дедо Мраз, ал Дедо Мраз, не порачав ова, порачав авион. Шо? Не носите така? Ама бев добро дете цела година и уствари затоа што не си бил благодарен за овој поклон, тоа те прави лошо дете. И наредната година нема да добиеш поклон. Заебавам, не постои Дедо Мраз. Да. Реално треба да се заработуваме сите пари и да си купуваме стварите што сакаме да си ги купуваме, затоа што никој нема да не ги купи стварите кои што сакаме да си ги купиме. Барем ја го имав тој живот. 1994 и 2019 некој ремейк на слика. Океј, ова ми е вистинска слика, ова ми е извадок од видео. Ова не е баш 1994 пошто тоа сум роден, така да имам некој 5-6 години, тоа ќе му дојде 2000-та преку сила, може да 99-та. Колку сум стар, човече. Да, само што тука играм Херкулес, тука правам песна. Мора негде да се почне, кога некој во моја близина зборува за Иван Ајнштајн. И јас сум истиот. Јас сум истиот као кучево кога некој во моја близина зборува за Иван Ајнштајн, пошто као ме гледаат и зборат за мене, без разлика дали јадат гомна или било што и да шепотат. И јас сум као, окей, овие зборат за мене, чекај да чујам полора што зборат, сакам, знам, интересира. Али, како што они се понашаат дека не ме познаваат и шепотат зад грб, така се понашам ја дека не ги слушам. Освен ако не ме приметат, као се приближувам малце вака за да ги чујам што зборат. Ама не ме приметуваат. Ја во претходниот живот бев нинџа, мислам не стримав. Туку бев. Јас, кога го чекам Иван да стави ново видео, не, ти чекаш кафето да ти се олади, пошто очигледно уште ти е топло кафето. Немој вака да го чекаш Иван да стави ново видео, затоа што Иван стварно нема можност секој ден да става ново видео, така да те советувам да правиш и други работи продуктивни во текот на денот, додека го чекаш Иван да стави ново видео. И пи го кафето додека е топло, пошто е повкусно. Океј, ова не е мој мим, али случајно ми дојде скриншот и мислам сакам стварно да си го ставам по видеово. Од Антонио миме ова. Кога се гледаш со твои роднини од странство и имаат некои мали што лудуваат на камера. Толку ми беше јак мимов кога го видов кај него на стори си го скриншот, но види го цаки какво буце, само за штипење, онако. Као не можеш да се видиш Петар со роднините од странство на камера, онака и слабо искачаат пред камера као Ове сонце, вдиши, наполни мозоки. Педер утнате текстот. Педер има лирикс на Нема везе, окей, еве ќе те поправам. Вдиши, наполни мозоки, плуќа замижи. Јас. Океј, не го разбрав од старт, али вајда дека замижува и наполнува мозок, дека ме послушува. Го знаеш Иван Ајнштајн? Не, кој е тој? Да не бидам злобен, али девојчето беше инвалид. Инвалид е девојчето, така. Може би немала пристап да го дознае кој е Иван Ајнштајн. Зашто? Си можела да му донесеш телефон на девојчето да види еве ова е Иван Ајнштајн. Види го колку најаки видео мало има, види колку најачи песни мало има. Девојчето немала можност да дознае кој е Иван Ајнштајн. Сега не гледа одгоре. Сега знае дека ја поддржувам, знае дека сум на нејзина страна. Знам дека девојче, како да те крстиме?
Милка, се надевам дека сега си на подобро место и дека ме гледаш од таму горе и дека го зборувам ова за тебе. Знам дека жалиш што во текот на твојот живот не успеа да дознаеш кој сум, но еве сега ме гледаш од горе како ги снимам видеата. Значи ти ги гледаш RAW форматите од видеата, не ги гледаш на YouTube. Не знам да се крстам, али тоа, Милка. Не, си. Ајде касни за мама. Не идам. За тато? Не идам. За Иван. Значи јадеш за Иван. Тоа е застрашувачки. Стварно, да го правиш ова за Иван. Мислам, разбирам што е мимот дека себе направил Ана Умовска направила за Иван, али what the fuck, ова е злобно. Wait, не е злобно. Actually, мајката е задоволна што успеала да го натера детето да јаде некако на било каков начин. И ја боли кур што раката ја нема као до лакт. Иде Дедо Мраз, проверува што има напишано детето на ливчето и на ливчето пишува Иван е најглупиот јутубер и го убива детето. Ствари Дедо Мраз мене ме сака, а јас во едно 3-4 видеа имам кажано дека Дедо Мраз не постои. Еве и во ова видео кажав дека Дедо Мраз не постои. Заебавам, не постои Дедо Мраз. Дедо Мраз, ворете, значи не мора да убиваш деца за мене. Молим те. Испадне после Иван крив и треба Иван да биде крив. Се знае кој е сега крив. Бранко е крив. Тоа вечно останува. Она кога Иван Ајнштајн ќе ти лајкне коментар, она кога Иван Ајнштајн ќе ти лајкне слика, она кога Иван ќе го видиш во живо. Па али имате проблеми со тахикардија, аман човече, добро ми се ме гледате уживо. Океј, човек сум, вистински човек сум, значи знам дека ме гледате тука само, али ја и вистински постојам и не е ништо страшно да ме видите и урл. Првите зборови на бебето. Ги сакам видеата на Иван Ајнштајн. Тоа значи дека оваа мајка многу била совесна додека го носела бебево во тоа утробата, како и да се вика, и најверојатно додека била трудна ги гледала видеата на Иван Ајнштајн, за сега бебето уште од старт да знае кој е Иван Ајнштајн и не само да знае туку и да ги сака видеата на Иван Ајнштајн. Секој е почит за тебе, мајко. Мајко. Крадец и го тепаат двајца. Убиец го тепаат други двајца. Не го знае Иван Ајнштајн. Го тепаат сите. Guys, значи ако некој не ме знае, нема потреба од насилство, можете само да... Океј, може да му се подсмевате, можете, затоа што би требало да го знае Иван Ајнштајн, али можете да му покажете кој е Иван Ајнштајн. Во секое време, ова е Иван Ајнштајн и треба да се сака Иван Ајнштајн. Иван се сака, Иван се љуби, кој не го знае, нека се губи. Wait, тоа е контрадикторно. Го знаеш Ајнштајн? Да, го знам Иван. Кој е Иван? Кој е Ајнштајн? Оваа епизода на мимови е за кој го знае Иван Ајнштајн. Зашто е толку битно да се знае кој е Иван Ајнштајн? Битно е. Поработете на тоа за сите да го дознаат Иван Ајнштајн, што значи ако сакате навистина сите да дознаат кој е Иван Ајнштајн, шернете го видеово на сите места кај што можете, или не мора ово видео, шернете ми било кое видео, значи сите видеа е подеднакво си ги сакам. Океј, не сите, некои си сакам повеќе од други. Шернете ми некое видео така ќе дознаат кој е Иван Ајнштајн. Па толку имам најдено, чекај да проверам. Да, еве најдов уште два добри едити. Ова и ова. Ја толку јам најдено, можеби сум пропуштил некој. Случајно се најдов низ скролање. Иван Ајнштајн и мал дел од мозокот учење. Иако јас сум дете кое што беше со сите петки, најперфект пец ученик, ја бев многу мрзлив да учам, али учете, ќе ви треба за да се докажете пред родителите, за да имаат родителите со што да се курчат. Моето дете е со сите петки. Пошто им го дужите тоа на родителите да се курчат дека нивното дете е со сите петки, тоа што мислат дека е некаков успех у животот, тоа ствари е не се потресувате ако имате слаби оцени. Јас за џабе сум се потресувал, тоа ќе ви кажам. Не се гледа еден човек колку е паметен според оцените што ги имал у основно и у средно или по факултет, whatever. Барам уште мимови, требаше да си побарам пред да почнам да го снимам видео. Фала ви на сите што сте се потрудиле да направите мимови, било кога правите мимови. Можеби некогаш пак ќе снимам вакво видео. Тагнувајте ме кај ќе стигнете, стварно многу оценам тоа. Овие претежно ги вадев од Инстаграм, така да не заборавајте да ме заседите на Инстаграм, не знам леле како го поврзав муабетов човече. Свака ми част, али у сега случај следете ме на Инстаграм, пошто сум најачи инстаграмџија умало и све сум најачи умало. И следете го Раде на Инстаграм. Не, се забавам, нема Раде Инстаграм. Wait, да го направиме Инстаграм на Раде. Раде, сагаш Инстаграм? Ich habe keine Zeit für Instagram. Демек дека као нешто многу работиш и затоа? Sei es. Да, иначе сега ми збори на германски затоа што цело ова време беше во Германија на Арбајтен. Таму он ствари ништо не заработи, малце заглеј и ја од тука му праќав пари. Океј. Фала ви другари што гледавте видео. Се надам дека ви се допадна. Ако уживавте, оставете лајк затоа што многу ми требаат лајкови. Јас живеам за лајкови, пошто потпосле лајковите ги зијам и ги продавам на зелено пазарче. Не ви ја кажам цената, али можете слободно да дојдете кај мене на тезга и да се ценкате за лајкови. Исто така оставете ми сабскрајб на каналот, сабскрајбовите.
Се гледаме за брзо, другари. Чао, чао. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Yeah, you wreck me. Чакам, стоен надвор отворено на тераса. 6 месеци. Се за YouTube. Го мучале, го какале, го полазувале.